Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Вие слушате умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија. Моето име е Христина Рунчева-Тасев и во наредните минути ќе ве водам низ историјата, токму низ биографиите на 4 мощно значајни ликови од историјата. Не случајно одбрав жени, затоа што жените во многу состојби, во многу ситуации низ историјата се покажале како исклучително способни да се справат со најголемите предизвици на светската историја. Всушност, ако погледнеме низ историјата, ќе видиме дека жените често биле во борба да бидат слушнати и да бидат видени во она што го прават. Затоа што сепак, сакале да признаеме или не, живееме во еден машки свет. Па за да го постигнат она за што копнееле, најпрво морале да се борат со голем број на ограничувања, да ги рушат предрасудите и да го добијат заслуженото место каде што всушност се наоѓа и жената денес. Меѓутоа, јас денес се одлучив да зборувам за 4 ликови од историјата, 4 женски историски ликови кои што оставиле посебен белег. Сите тие на некој начин придонеле за да ја сменат приказната во својата земја или на светската историска сцена, меѓутоа значаен е нивниот придонес во политичкиот живот. Се разбира дека постојат и голем број на жени кои што дале придонес и во науката, и во модата, во убавината, за различни сфери од општественото живење, меѓутоа во некој од наредните изданија на умствена гимнастика би зборувала за нив. Сепак денес ќе се задржам на имиња кои што се директно поврзани со нивното силно влијание во политичкиот живот на земјата. Првата од нив за која што ќе зборувам е Јованка Орлеанка, жена која што е позната како француска национална хероина, но и католичка светица. Незина позната мисла е "Не се плашам, родена сум за ова", што и доволно зборува за профилот на личноста. Потекнува од Франција, од местото Домреми, живее во периодот од 1412 до 1431 година, значи во 15-тиот век, и остава длабок белег во историјата на човештвото. Не случајно Јованка Орлеанка денес е најпознатата француска хероина, одговорна за обновувањето на духот на францускиот национализам и представува уникатна комбинација од понизност, религиозна посветеност, патриотизам и храброст. Јованка Орлеанка била ќерка на силани кои што работеле во регионот на Шампањ во Франција и имала многу невообичаен почеток за воен лидер кој верувал дека е на Божја мисија да ја ослободи Северна Франција од англичаните. Нејзината слава е легендарна до тој степен што е тешко да се одвојат фактите од фикцијата кога зборуваме за неа денес. Меѓутоа, нејзиното судење за ерес и вештерство е добро документирано и нејзиниот статус како национална хероина е воспоставен бргу по нејзината смрт, па и е подеднакво почитуван денес како и тогаш. На Јованка Орлеанка се смета дека и било судено да стане препознатив лик во француската историја. Се вели дека многу знаци биле поврзани со нејзиното раѓање, вклучувајќи го и кукурикањето предзори на селските петли, што се смета дека е знак за еден среќен период. Во периодот кога таа се раѓа, политичката состојба во Франција била мощно нестабилна. Шарл VI бил монарх, но страдал од периоди на бунило и бил неспособен да владее. Па разни членови од кралското семејство ја контролирале земјата во негово име, вклучувајќи ја и кралицата Изабела и војводите на Орлеанс, Бургундија, Бери и Бурбон. Во 1407 година војводата Луи од Орлеанс бил убиен по наредба од братучет му, војводата Сан Пор Бестрашниот, а Франција била втурната во граѓанска војна и била поделена помеѓу орлеанците и бургундијците. Во мај 1413 година конфликтот довел до кабошенското востание во Париз, предводено од Симон Кабош, поттикнато од бургундиецот Пјер Кошон. Кошон ќе игра голема улога кон крајот на животот на Јованка.
Франција била во хаос кога Јованка растела во иделичното и мирно село во долината на Мојс, а во 1415 година, кога имала 3 години, кралот на Англија Хенри V извршил инвазија во Нормандија, повикувајќи се на историското право на неговото семејство на францускиот престол. Хенри славно ги поразил французите блиску селото Агенкорт на 25 октомври 1415 година. Ова ја поделило француската аристократија и ја ослабило фракцијата Армањак. Во меѓувреме, семејството на Јованка работело на своите 50 хектари земја. Според сите записи, таа била добро, вредно дете, кое заедно со тројцата постари браќа и едната сестра помагала на семејната фарма. Подоцна била опишана како добра, едноставна и сладка девојка, која одела во црква со полно срце и често била навистина посветена на службата на Бога и благословената Марија. Симонин Музние запишал дека таа им помагаше на болните и даваше милостина на сиромашните, како што самиот видов, бидејќи кога бев болен, како дете таа ме тешеше. Зборуваат многу историски факти за незината помош, незината хуманост и незиното срце исполнето со Бога. Во овој период нов лик почнал да се појавува на француската политичка сцена, лик кој има одлучувачко влијание на настаните и чија кариера е блиско врзана со онаа на Јованка Орлеанка. Тоа бил дофинот, кој што бил претендент за престолот, Шарл де Понтио, млад човек во сојуз со фракцијата Армањак, како неговата мајка, кралицата, била врзана со бургундијците. Летото 1424 година Јованка објавила дека почнала да добива визии. Нешто што ќе го промени целосно животот, водејќи ја до славата која што веројатно и денес ја ужива. Па така во записите стои дека имав 13 години кога глас од Бога ми се јави за да ми помогне во однесувањето. Првиот пат многу се исплашив. Гласот ми се јави околу пладне, летно време во градината на татко ми. Гласовите понекогаш биле придружени од блесок на светлина и можела да ги препознае некои од визиите како на пример Свети Михаил, Свети Маргарет и Света Катерина. Иако никогаш не се гордеела со своите визии, навидум и изгледале многу реални, терајќи ја да каже на судењето: ги видов со своите очи, како што ве гледам вас. Јованка верувала дека светците и велат да ги изберка англичаните од Орлеанс и воопшто од државата, а потоа да го донесе дофинот во Рем за да биде крунисан. Низ целиот живот никогаш не била несигурна дека е во друштво на Божественото. Ваквото убедување ја овозможило надчовечката храброст и сигурност во сопствениот авторитет, што ги покажала подоцна во животот. Дошол период во животот на Јованка кога нејзините пријатели и семејство почнале да забележуваат дека станува се поголем верник. Ако работела на полињата и го слушнала звоното како повикува на миса, веднаш трчала до црквата за да ја чуе службата. Се зголемила и фреквентноста со која Јованка одела на исповед, толку многу што луѓето веќе почнале да коментираат. До мај 28 година, 1428 година, Јованка веќе не се сомневала во сопствената мисија, а гласовите ја терале да го привлече вниманието на дворот. Со тек на време успеала да биде представена пред дофинот Шарл де Понтио. Ефектот што Јованка го имала врз слабиот и неодлучен Шарл бил очигледен. Како и својот лидер, кралството било деморализирано и поделено меѓу себе. Одеднаш енергична млада девојка со апетит за акција се појавува, девојка чиј пат е поплочен со пророштва. Немала сомнеш или двоумење и од тука Шарл, кој немал што да загуби, го барал одобрувањето од теолозите во Поатие и ја ставил Јованка на чело на војската. Незината војска тргнала да се справи со опсадата на Орлеанс во мај 29 година и ги поразила англичаните кај Патеј на 18 јуни и ги натерала градовите, вклучувајќи го и Трој, да се предадат. Ова било проследено со триумфалното пристигнување на дофинот во Рем за кронисувањето на 17 јули како кралот Шарл VII. Јованка и незиното семејство добиле благороднички статус од кралот истата година. 1430 година Јованка била заробена од бургундијците кај Компењ и продадена на англичаните, пошто била одведена пред суд кај проанглиските свештеници во Руен. Била обвинета меѓу другото за вештерство и осудена по сомнителни околности, претежно представени од незиниот непријател Пјер Кошон, чие насилно навивање за англичаните го направило фер судењето невозможно.
Шарл не направил обид да ја спаси. Јованка била запалена на клада 1431 година, а незината смрт ја осведочиле 10.000 луѓе собрани од градот и околните села. Незиното гломјосано тело било извадено за да го видат сите, ја вратиле во огнот, каде изгорела до пепел, а потоа пепелта ја фрлиле во реката. Меѓутоа, се вели дека незиното срце не можело да биде изгорено. Истрагата на 7 јули 1456 година, што зборува за само 14, односно 24 години по незината смрт, ја прогласува за невина. Откако конечно биле протерани англичаните од Руен и Јованка била прогласена за маченик. Според Марк Твен, таа била сигурно најзначајната личност што некогаш била произведена од човечката раса. Била беатифицирана во 1909 година, а канонизирана како светица во 1920 година. Од тука Јованка Орлеанка сушност станува една од најпознатите француски хероини, која што е одговорна за обновувањето на духот на францускиот национализам и представува уникатна комбинација од понизност, религиозна посветеност, патриотизам и храброст. Интересен е фактот што Јованка представува денес светица заштитничка на Франција, а кога веќе го спомнав незиното спалување на клада како што и го губи својот живот во 1431 година, првично кога и најавуваа дека ќе биде запалена на клада, таа се покајала за тоа што го сторила, бидејќи била обвинета за ерес, за вештерство. Меѓутоа, една недела подоцна се смета дека благодарение на незините молитви се ја вратила својата храброст, го повлекла покајанието и храбро се соочила со смртта. Па од тука денес французите ја слават како своја национална хероина. Ова е првата жена за која што зборува во денешното издание на Умствена гимнастика. Ќе пловиме низ вековите и ќе ви представам уште неколку ликови на жени кои што оставиле значаен белег во историјата на човештвото. Останете со нас, се враќаме после кратката пауза. Умствена гимнастика. Вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија, слушате Умствена гимнастика. Во ова денешно издание зборувам за неколку историски ликови на жени кои што оставиле посебен белег и придонеле да се сменат многу историски настани во светската историја. Првата дама за која што зборував ни доаѓаше од Франција, националната заштитничка на Франција Јованка Орлеанка. А сега пловиме низ времето и од 15-тиот век се селиме во 18-тиот век, во периодот кога во Русија живее Катерина Велика, кралица на Русија, која што се смета за заштитник на уметноста и на образованието. Инаку ова руска кралица се раѓа во Германија, тогашна Германија, денешна Полска, по националност е германка, меѓутоа починува во Санкт Петерсбург во Русија. Живее од 1729 година до 1796 година. Позната како кралицата Катерина II од Русија, е една од најмоќните ликови на 18-тиот век, бидејќи е општо сметана за просветлен монарх, вовела значајни реформи кои што го преиначиле погледот на светот кон нејзината земја и помогнале Русија да воспостави позиција како водечка светска сила. Нејзиното заштитништво на уметноста во Русија било поголемо од кој да е монарх дотогаш. Катерина Велика навистина ја правила еден значаен придонес во тоа што значи Русија како велесила денес. Интересно е што за неа зборува една мисла, една од најпрочените мисли на Катерина Велика гласи: "Им оставам на идните генерации да судат непристрасно за она што го имам сторено." Па од тука, можеби оставајќи го судот на јавноста низ годините, прераснува и во еден од најголемите светски ликови на жена која што успеала многу нешта да смени во политиката на земјата. Катерина Велика се раѓа како германска принцеза, Софија Густа Федерика во Штетин, денешен Шкекин, во Полска, во 1729 година. Нејзините родители биле Јохана Елизабета и Кристијан Аугустус, принцот од Анхалт-Цербст. 1744 година се венчава со Петар III, велевојвода од Холштајн и наследник на рускиот престол. Софи го сменува тогаш името во Катерина,
на руски Екатерина или Екатерина и се преобратила во руската православна вера. Меѓутоа, овој договорен брак се покажал како мощно неуспешен и Катерина станала блиска со неколку членови на дворот, од кои неколку му биле и противници на незиниот сопруг. Таа самата се образувала, читајќи ги класиците и допишувајќи се со водичките личности од тоа време како што се Волтер и Дидро, а општо била и добро информирана за политиката и актуелните случувања низ цела Русија и Европа. И неслучајно денес се одлучив да зборувам за овие посебни жени кои што го поплачувале својот пат со наука, знаење, меѓутоа секогаш се водели од многу храброст во својот живот за да остават толку длабок белег во историјата. Катерина го сметала својот сопруг, кој што бил ослабен од разни болести, за непривлечно и мизерно суштество до некоја мера, па така има запишано: требаше да го сакам мојот нов сопруг, само да беше барем малку волен и способен да биде сакан. Но во првите денови од бракот имав неколку сурови забелешки за него. Си реков: ако го сакаш овој маж, ќе бидеш најнесреќното суштество на земјата. Внимавај што се однесува до чувствата за овој господин, мисли на себе, мадам. Во 1762 година Петар го наследил рускиот престол како цар Петар III и кралската двојка живеела во Зимската палата во Санкт Петерсбург. Меѓутоа, јазот помеѓу Петар и Катерина се проширил и обајцата имале различни приврзаници и контакти. Петар потпишал примирие со Прусија, враќајќи ги сите окупирани територии на непријателот на Русија, а во тој процес ја отудил руската армија, наметнувајќи им пруска дисциплина и униформи. Со текот на времето Катерина го земала Григори Орлов за љубовник, кој станал водечка фигура во заговорот што го симнал Петар од престолот, воспоставувајќи ја Катерина како царица Катерина II во мирниот воен удар. Петар починал 1762 година, можеби поради болест, други извори велат дека можеби од приврзаниците на неговата сопруга. Бил погребан кај манастирот Александар Невски, а Катерина не ни отишла на неговиот погреб. Во овој период се појавил и проциркулирал манифест во кој пишувало: руската држава е изложена на огромна опасност поради скорешните настани. Принудени сме со Божја помош и во склад со манифестот и искрената желба на нашите верни поданици да се искачиме на престолот како единствен и апсолутен суверен, каде нашите верни поданици ни се заколнаа со заклетва на верност. Оттока, во 1762 година, Катерина е крунисана како кралица во старата катедрала на Вознесението во Кремљ во Москва со архиепископот на Новогород кој вршел служба. По враќањето во Санкт Петерсбург, Катерина напорно работела за да ја разбере состојбата на Русија и да најде начини да ја подобри економијата и инфраструктурата, почнувајќи од земјоделски реформи. Биле извршени студии на почвите на Русија и доведени експерти за да ја советуваат за најповолните посеви. Била подобрена земјоделската технологија, а биле увезени и машини од Англија за да се подобри ефикасноста. Се изграделе пристаништа и почнала изградба на воени бродови. Другите индустрии, поттикнати од Катерина, ги вклучувале во сибирското тргување со крзно, производство на платно, кожни производи, грнчарство и мебел. Голем дел од развојот бил заснован врз експертизата која што била увезена од странство, вклучувајќи и Англија. Кралскиот порцелан бил подобрен и од германски, француски и австријски занаидчи прибирале искуство за да го подобрат квалитетот на нивниот порцелан. Имало активна трговија со истокот, од каравани со камили што оделе се до Манџурија. Русија извезувала кожа, крзно и платно во Кина, а увезувала памук, свила, сребро, тутун и чај за возврат. До 1765 година руската економија била трансформирана и почнала да цвета, подобрувајќи ја состојбата на повеќето руски граѓани, што зборува доволно за огромниот придонес на оваа руска кралица. Широките народни маси во Русија биле необразувани и Катерина почнала програма на воспоставување школи во секој провинцијски град. Исто така, претворила еден манастир во Санкт Петерсбург во училиште за девојки, а тоа е институтот Смолни. Друга клучна област каде што Катерина била инволвирана била медицината. Во тој период малите сипаници биле убиствена болест и оставиле илјадници хендикепирани. Катерина ја промовирала новата практика на вакцинација против заразни болести, а и самата била вакцинирана во тоа време од докторот Димсдейл, кој го довела од Шкотска во Санкт Петерсбург за таа цел. Се воспоставиле и специјални болници за вакцинација, а Катерина го основала и првиот колеџ за медицина во Русија кој обучувал доктори, хирурзи и аптекари. Катерина била и голем љубител и промотор на уметноста, зголемувајќи ги кралските колекции и наречувајќи ја изградбата на специјални палати, вклучувајќи го и славниот Ермитаж.
Изградила театар за драми и опери. Ги купила библиотеките на Дидро и Волтер и ја зголемила кралската библиотека од неколку стотини на 38.000 наслови. Во текот на нејзиното владење, Санкт Петерсбург станал еден од водичките центри на културата во Европа. Катерина се прославила како заштитник на уметностите, образованието и литературата, а и самата пишувала мемоари, романи и комедии. Притоа таа била многу популарна кралица, владеела 34 години, кога починала на 17 ноември 1796 година, целиот народ тагувал. Иако популарно била позната како Катерина Велика, таа отфрлала таква титула кога официјално ја предложиле, скромно тврдејќи дека им оставам на идните генерации да судат непристрасно за она што го имам сторено. Го видовме нејзиниот несебичен придонес за сето она што вложила во развојот на Русија. Нејзината репутација е деломно извалкана со гласините за животот полн со голем број на ексцеси во приватниот дел, нејзините љубовни афери. Се разбира дека имала неколку љубовници и навистина од тоа не се плашала од јавноста. Од друга страна пак, овие приказни велат дека тонат во вода кога ќе се спореди нејзиниот придонес во развојот на економијата, културата, уметноста и медицината во Русија. Па од тука одбравме да денеска во ова издание на Умствена гимнастика споделиме и дел од биографијата токму на оваа кралица на Русија. Ќе продолжиме да пловиме и натаму низ вековите и низ приказните поврзани со успешни жени од историјата на човештвото. Одиме со кратка пауза, останете со нас на брановите на Радио Слободна Македонија. Умствена гимнастика. Вие слушате Умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија. Денес зборуваме за најпознатите жени кои што ставиле длабок белег во политичката историја на човештвото. Изборот го направив јас, што не значи дека во овие 60 на минути може да најдам доволно време за сите успешни жени од историјата на човештвото да ги представам на брановите на Умствена гимнастика. Меѓутоа, одбрав 4 жени од различни историски етапи кои што придонеле за промена во политичкиот живот на сопствените земји, меѓутоа и за развој на економијата, човековите права, храброста, борбеноста и сето она што ги карактеризира овие посебни жени. Пловиме низ вековите, од 18 век Екатерина Велика се селиме во 19 век, кога живее Елеонор Рузвелт, сопруга на американскиот претседател Франклин Рузвелт, која што се смета дека е незаменлива политичка помошничка и неуморен активист за човекови права. Како шеф на Комисијата за човекови права на Обединетите нации направила нацрт за декларацијата на човековите права, а претседателот Хари Труман ја нарекол првата дама на светот. Од тука сметам дека треба да ја посветиме достојно внимание на ова жена, Елеонор Рузвелт, која што се родила во 1884 година во Њујорк и накусо ќе ве запознам со факти поврзани од нејзината биографија и придонесот кој што го има во светската историја. Таа е всушност најстарата ќерка на Елиот Рузвелт, најмладиот брат на Теодор Рузвелт, републиканец и 26-тиот претседател на САД. Нејзината детска несигурност поради она што го опишала како обичен изглед и недостаток на маниери ја направила срамежлива и изолирана и предизвикале потешкоти дури во подоцнежните години. Родителите на Елеонор имале брачни проблеми и биле разделени извесно време пред смртта на мајка од дифтерија. Елеонор Рузвелт била всушност жена која што имала и не така среќно детство, затоа што во годината кога починува нејзината мајка, нејзиниот татко е затворен во душевна болница и починува 2 години подоцна. Елеонор и нејзините помлади браќа Елиот и Хол отишле да живеат со баба им од страната на нејзината мајка, која што била прилично студена и дистанцирана личност. Нејзината баба ја запишува во школата Аленсвуд во Англија и ова е навистина едно од најголемите позитивни искуства за Елеонор, бидејќи нејзиниот тутор мадам Мари Сувестер била прогресивна жена што и помогнала да развие самодоверба, па од тука станала нејзина придружничка на патувањата.
Елеонор се очекувало да има стремежи кон конвенционалниот и висококласен живот. Меѓутоа, по 3 години патување во Европа, се вратила во Њујорк за представувањето на општеството во 1902 година, а 3 години подоцна се мажи со далечниот и посакуван браточет Франклин Делано Рузвелт. Со него имале 6 деца. Од прве незиниот живот бил претворен во пекол, затоа што ја открива љубовницата на незиниот сопруг и се смета дека тие години тешко ги поминала после сите семејни трагедии. Меѓутоа, после откриената афера со Луси Мерсер, незината секретарка, двојката одлучува да не се разведе, но откритието ја зајакнало независноста на Елеонор и почнала да води одвоен живот од незиниот сопруг. Ја привлекувале кампањите и се справувала главно со социјалните проблеми, па станала и се повеќе инволвирана во кампањите. Водела кампање за укинување на експлоатацијата на децата, воспоставување на минимална плата и донесување на закон кој што ќе ги заштитува работниците. Така во 1919 година ги посетила ветераните од Првата светска војна во болницата Света Елизабет и волонтирала во Меѓународниот конгрес на жени работници во Вашингтон. Во 1920 година ја поддржала кампањата на незиниот сопруг за подпредседател, а кога тој се парализира од полио во 1921 година, незините политички активности се зголемиле и патувала низ САД за да собира факти во име на Франклин. Исто така се активирала и во женскиот одсек на Државната демократска комисија. Во 25-та година Елеонор Рузвелт ја воспоставува Валкил фабриката за мебел заедно со неколку нејзини колеги. А во 1928 година, кога нејзиниот сопруг е избран за гувернер на Њујорк, Елеонор Рузвелт била избрана за директор на Бирото за женски активности од Националната демократска мисија. 32-та година Франклин успешно се кандидира за председател. Како во претходните обиди за добивање државничка функција, Елеонор блиску соработувала со него и неговите помошници во текот на кампањата. Незините општествени и политички активности почнале да го привлекуваат вниманието на печатот. Пред изборите имало многу спекулации околу тоа дали незината независна работа ќе страда ако стане прва дама. Во случајот Елеонор ја направила улогата на прва дама по сопствен терк. Се зафатила со забавување на државниците, патување низ државата, држала предавање и емисии на радио и имала своја колумна во Дневен весник. Кога сме кај колумната во Дневниот весник, интересно е тоа што ја пишува колумната Мојот ден од 1935 година па се до смртта 1962 година, земајќи само 4 слободни дена кога починал Франклин Делано Рузвелт, незиниот сопруг. Антирасистичките погледи на Елеонор биле општо познати. Кога на црната оперска пеачка Маријан Андерсон не ја дозволиле да се потпише во Уставната сала во Вашингтон во 1939 година поради бојата на незината кожа, Елеонор организирала друг перформанс на скалите на споменикот подигнат за председателот Линколн. Публиката, што броела 70.000 луѓе, го гледала рециталот што бил емитуван низ целата земја на радио. Лобирала кај незиниот сопруг да потпише серија наредби што ја забрануваа дискриминацијата против црнците во неговата програма. Нов договор на Југот и се противела на законите за затварање на јапонците во Втората светска војна. Поддршката кон расната еднаквост на Елеонор му донела многу гласови од афроамериканците на незиниот сопруг. Елеонор исто така се борела за еднакви права на жените и била првата сопруга на председател која одржала пресконференција исклучиво за жени. Знаела дека медиумите ќе мора да вработуваат женски новинар за да добијат пристап до неа. Ги повикувала жените да не се мажат поради да не се мажат млади и непромислени и ги поттикнувала да научат нови вештини преку вработување и ги обезбедила првите владени средства за центри за дневен престој на деца. Гледаме дека правела сериозни напори за тоа жените да донесат зрел, соодветен избор, да има простор да го одгледуваат своето семејство, со што општествените институции ќе го олеснат динамичниот живот на жените и мајките истовремено. По смртта на незиниот сопруг во 45-та година, Елеонор претпоставила дека незиниот јавен живот е завршен. Но до тогаш веќе успеала да се изгради во многу моќна јавна личност.
Па така во 46-та година била избрана за шеф на Комисијата за човекови права во Обединетите нации и започнала со пишување на Декларацијата за човекови права, основајќи ја групата за притисок Американци за демократска акција, што се фокусирала на домашната и општествената реформа и отпор кон Русија во текот на студената војна. Во 48-та година знаеме добро дека Декларацијата за човекови права е усвоена од страна на Обединетите нации. Елеоноре честопати назначувана на значајни функции, како што е во 61-та година кога Џон Кенеди ја назначува како председавач на председателската комисија за статусот на жените. Па така за време на последните години од низиниот живот таа председавала со оваа комисија за истрага, која вршела наблюдување и известување за напредокот на движењето за граѓанските права. Починала од туберкулоза во 1962 година. Интересно е тоа што Елеонор Рузвелт и покрај тоа што е сопруга на еден познат истакнат американски председател Франклин Рузвелт, се профилира и израснува во жена која успева да ги оттргне овие епитети како сопруга на Франклин Рузвелт, туку едноставно се гради во личност која што представува голем поборник за човековите права, а посебно нагласувајќи ги правата на жените, па оттука станува прва дама на САД со најдолг мандат и се памети по незината заслуга за посветеност кон меѓународниот хуманизам и незината истреност во претварањето на идеите во дела. Оттука сметам дека заслужено и посветивме неколку минути на Елеонор Рузвелт како една посебна жена од историјата на човештвото, посебно од американската историја, денеска и од светската историја, имајќи предвид дека има огромен придонес во составувањето на Декларацијата за човековите права на Обединетите нации. Овде одиме со една кратка пауза и се враќаме со последниот блок посветен на една мощна посебна дама од британската политичка сцена. Останете со нас. Умствена гимнастика. И ова е последниот блок од умствена гимнастика, посветена на успешни жени кои што оставиле посебен белег во историјата на човештвото. Последната дама за која што ќе зборувам, спомнав дека доаѓа од британската политичка сцена. За мене е можеби една од најинспиративните жени на светската политичка сцена, Маргарет Тачер, жената позната по незината максима во политиката: ако сакате нешто да се каже, прашајте маж, но ако сакате нешто да се направи, прашајте жена. Жена која што вистински сторила многу за сопствената земја. Оваа жена живее во 20-тиот и 21 век. Родена во 1925 година, живее се до 2013 година, кога светот се прости од оваа дама која што потекнува од Грентам, Англија. Маргарет Тачер се раѓа во семејство на успешни и просперитетни родители кои што се занимаваат со мал семеен бизнис. Незиниот татко Алфред Робертс земал активно учество во локалната политика и бил до некоја мера инспирација за неа. Маргарет била бистро дете и била образувана во училиштето за девојки во Грентам пред да замине на Оксфорд, каде студирала хемија. Додека била на универзитетот, станала председател на Универзитетскиот конзервативен сојуз, трета жена поред која што ја имала оваа функција. Не случајно зборуваме за жените, овој пат се надевам дека слушателите нема да ни забележат, затоа што одбрав да зборувам за 4 жени од историјата, од различни историски периоди, доближувајќи се до она што значи историја поблиска до нашето современо живење. Доаѓаме до Маргарет Тачер, која што е посебна по многу нешта. При тоа незината професија не кореспондира со она што подоцна станува премиер или прва дама на Велика Британија. Во 47-та година се вработува како хемиски лаборант, ги продолжила своите политички активности без престан, но неуспешно се кандидирала како кандидат на конзервативната партија за Дартфорд во Кент, иако е зголемила популарноста на ториевците на локално ниво за 50%. Сликите од тој период ја покажуваат познатата русокоса фризура, женски црти и насмевка што плени како авторитетен говорник, а при тоа незиниот пристап го опишале како меден глас на исклучителна чистина. Преку инволвираноста во конзервативната партија, Маргарет го запознава Денис Тачер, богат бизнисмен со кој што се мажи во 51-та година. Денис ја издржувал Маргарет додека таа студирала за да стане адвокат, што го правела додека била бремена со близнаци.
Во 1953 година Маргарет се квалификувала специјализирајќи се за даночниот закон и се кандидирала на многу места пред конечно да го добие местото за Финчли во Северен Лондон во 1958 година. Откако служела како помлад министер во владата на Херолд Макмилан, Маргарет станала член на кабинетот на Едвард Хит во 70-та година. За време на конзервативната влада од 70-та до 74-та година била државен секретар за образование и наука. Подоцна станува портпарол во сенка за финансиски прашања и прашања на животната средина и во овој период го критикувала Едвард Хит дека не е доволно конзервативен. Кога го предизвикала за партиското водство во 74-та година, ниту тој, ниту таа не очекувале да победи на првото гласање, но откако се случило тоа, таа била прогласена за лидер на партијата. Во останатиот период поминат во опозиција, таа успеала да ја обедини партијата и од друга страна да ја зајакне внатрешно, при што се противела на владините трошоци и тврдела дека треба да се скрати моќта на трговските синдикати и да се намали имиграцијата во земјата. Во 79-та година се случуваат изборите после така наречената зима на незадоволството, кога лабористичката влада се борела со синдикатите. Конзервативците ги добили изборите со огромно мнозинство и Маргарет станува премиер. Имала за цел да ги направи индустријските и јавните услуги поефикасни, со тоа што ја скратила помошта, ја приватизирала индустријата во собственост на владата, ја намалила моќта на трговските синдикати и успеала да се бори со инфлацијата и да го поттикне купувањето на домови. Овие цели постепено ги постигнувала преку низа мерки кои што ги предлагала токму во нејзината политичка кариера. При тоа, еден мандат не е доволен за неа. Вториот мандат го кронисува со триумфални преговори кои што успешно завршуваат за 2 милиарди фунти годишна исплата од Европската Унија во 1984 година. Исплатата го пополнила недостатокот на средства помеѓу она што Британија и го исплатила на Европската Унија и она што го добила за возврат како помош. Од тука се гледа дека нејзиниот глас покажал вистински резултати и во делот на остварувањето на реформи и во одржувањето на финансиска стабилност. Во низиното време на првиот мандат се случува и војната со Фолкландските острови, кога има ненадејна инвазија на британските Фолкландски острови од страна на аргентинците, со што и даде шанса на Маргарет да се справи решително со надворешните предизвици и повторно да го задржи јавното мислење, популарноста која што ја уживала во Велика Британија. Меѓутоа, кога веќе зборуваме за бенефитите финансиски кои што ги обезбедила од Европската Унија, тоа не значи дека незината политичка кариера се одвивала мирно и спокојно. Следат низа штрајкови како што е штрајкот на рударите, меѓутоа успеале да го прекинат со превентивни мерки кои што ги превзела против недостатоците на јаглен. Уметностите и образованието во Британија доживеале намалување на средствата, па во знак на протест, Универзитетот Оксфорд 2 пати одбил да ја даде вообичаената почесна диплома што им се дава на премиерите, бидејќи таа токму таму го комплетирала своето образование. Ваквиот пропуст од нејзиниот матичен факултет ја натерал Маргарет да ги даде своите лични документи на коледжот Черчил во Кембридж, каде се чуваат заедно со оние на Сер Винстон Черчил. Гледаме незината решителност, упорност, меѓутоа и лутина како била манифестирана и со конкретни чекори. Преживувајќи го обидот за атентат од Ира, кој што се случува во 84-та година, кога знаеме дека во хотел е нападната, Маргарет успеала да добие трет последователен мандат и да стане првиот поствоен премиер со 3 мандати. И не само тоа, зборуваме дека станува збор за жена премиер. Најголемото мнозинство добиено на изборите, некои го коментираат и го препишуваат главно на зголемениот број на сопственици на домови што таа ги создала со политиката да се дозвои подстанарите во општествените згради да може да си ги откупат домовите, па сметаат дека тачеризмот на тој начин се повеќе се пробивал во Велика Британија, но како и да е, тачеризмот станува еден општо прифатен политички феномен, невиден дотогаш, со акцент на политиката што го отелотворува верувањето на Маргарет дека не постои општество, постојат само индивидуални мажи и жени и семејства. Таа имала многу отворен критизерски став кон комунизмот, била лојален приврзаник кон американската надворешна политика и за време на Регановата администрација
имала искрено и чисто пријателство со председателот Роналд Реган. Меѓутоа, нејзиното паѓање од власта во 1989 година настанува како резултат на повеќе настани кои што предстојат. Меѓу нив е и воведувањето на непопуларниот данок за обезбедување средства на локалните власти, караниците со постарите колеги, падот на економијата, па така во 90-та година под водството на конзервативната партија на Маргарет и било формално предизвикано на некој начин, како што самите британци велат, било ставено под предизвик додека таа била на пат и неуспехот да победи со јасна разлика во првото гласање на лидерските избори ја изненадило. Веднаш забележала дека поразот е неизбежен и оттука одлучила да поднесе оставка, како и секоја храбра дама која што навремено ги пречувствувала нештата како се одвиваат на политичката сцена. Останува активна и во годините на по нејзиното пензионирање, останува како промотор на слободниот пазар и демократијата низ светот, активно работи на овој план се до 2013 година кога заминува од овој свет. Многумина сметаат дека Тачер е посебна затоа што ја променила Британија на подобро и повторно ја вратила на светската сцена како економска сила. Други ги сметаат дека направила штета на производната основа на Британија и создала поделено општество. Како и да е, покажала дека е возможно жената да се искачи на највисоката функција во британската политика и да остане таму 3 мандати, подвиг што го постигнала со ниво на наметливост, што ретко кој од нејзините машки колеги го поседувал како доблест. Овде полека истекува времето посветено на умствена гимнастика. Зборував за 4 исклучителни жени од различни историски периоди кои што ставиле длабок белег, доаѓаат од различни страни на светот: Јованка Орлеанка, Катерина Велика, Елеонор Рузвелт и Маргарет Тачер, достојни и вредни за внимание во ова прво издание за новата 2016 година на брановите на Радио Слободна Македонија. Овде ќе го заокружам ова издание, ќе ве оставам со добра мисла, се надевам дека ќе имаме можности во некој од наредните изданија да проговориме за исклучителни дами кои што ставиле посебен белег во светската историја, меѓутоа кои што не се занимавале со политика, туку имале интересни други професии од различни сфери на општественото живење, но затоа во друга прилика. Овде ќе се одјавам, ќе се поздравам од вас слушателите и ви ја закажувам следната средба за 7 дена на брановите на Радио Слободна Македонија. Слушајте умствена гимнастика во добро познатиот термин од 17 до 18 часот. Ова е Радио Слободна Македонија, јас сум вашиот уредник и водител Христина Рунчева-Тасев. Денешниот датум е 8 јануари 2016 година и до слушање за 7 дена. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.